Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Сонцето и непрегледните колоритни овчеполски пейсажи е првата слика на која наишле 15 уметници од земјата и регионот, кои творат на овогодинешната возобновена Ѓуришка ликовна колонија. Отворањето на колонијата истовремено беше подсетување низ изложба на вредните дела што настанале во изминатите 20 години колку што постои колонијата. Даце Петров, сега пензионер, а кој ја основал колонијата како раководител на секторот за ликовна дејност во Домот на културата Крсте Мисриков од Свети Николе, на отворањето даде аманет до градските власти, но и до сите влюбеници во уметноста. Погледнете ги овие капитални работи. Да се најдат, да се гледат, тоа е документ на една општина за долго време, за тоа што се слика поднебјето на општина Свети Николе. Да не се прекине оваа традиција, да се богати, да се проширува, да помогнат сите кои можат, а тоа може, секој помалку може допринос да даде за ова нешто. Градоначалникот Сашо Велковски, кој е особено горд што колонијата ја возобновуваат по 3 години пауза, рече дека ќе стори се ликовните дела да излезат од депото на институцијата. Оваа ретроспектива покажува дека Свети Николе имало и ќе има уметници што ќе творат не само за нашиот град и за нашиот амбиент, а јас светувам дека и во иднина овие дел нема да останат само во депото на Домот на културата, туку ќе бидат репрезенти на културното доживување и Свети Николе ќе го издигнат како град каде ликовната уметност не само во Македонија, туку и на Балканот е на завидно ниво. Уметниците од Србија, Бугарија и Македонија, учесници на колонијата, на првиот ден поминале повеќе локации во Овчеполието. Без оглед што доаѓаат од различни земји, сите имаат иста оцена за прекрасните пейсажи на кои наишле. Прво, топло е, второ, има многу хубави пейзажи. Прво, топло е, второ, има многу убави пейсажи. Ке треба да бареме убаво време за да ги фатиме, наутро или навечер. Но сум воодушевен од природата. На Балканот имаме прекрасна природа. Имаме прекрасна природа, така. Пейзаж ми е врло интересантен. Пейсажот ми е многу интересен, меѓутоа што се однесува до колоритот без оглед на топлината, не верувам дека ќе биде тоа претерано топол колорит, бидејќи јас сепак се држам до некоја своја поетика. Би било просто неискрено кога би применила бои кои јас досега не сум ги користела, но никогаш не се знае. Сада каде би се не знам, видеќемо. Свети Николе, Овчепелскиот крај е доста инспиративен од неколку причини. Овчеполието има еден мек, питом, колористички богат простор и секојаш инспиративен, но пред се за луѓето или за уметниците кои потекнуваат од овие простори. Останатите можеби би рекле дека недостасува колорит, недостасува шума, недостасува, бидејќи Овчеполието е отворен простор, но во секој случај Овчеполието секојаш било инспиративно. Рекоа бугаринот Бисер Кирилов, србинката Снежана Манасич и македонскиот ликовен уметник Кирил Казанџиски. Ѓуришката ликовна колонија е поддржана од општината Свети Николе. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.